Петок, 10 март, кратки вести во 12 часот. Откако неодамна беше повторно отворена оваа тема и по реакциите од Министерството за транспорт и врски и Националната комисија за УНЕСКО, градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков денес ќе ја презентира целосната документација за предметот со изградба на хотелот во Лагадин. Вели дека 6 години наназад градоначалниците на Охрид го одбиваат предметот за хотелот во Лагадин, а второстепената комисија на Министерството за транспорт го враќа на повторно одлучување. Додава дека за оваа околу една година мандат два пати дал негативно мислење како градоначалник за претходно даденото одобрение за градба. По Лебот се замрзнуваат и цените на тестенините и млечните производи, соопшти на пресконференција премиерот Димитар Ковачевски. Од 13 март се намалува, односно замрзнува цената на макароните и шпагетите за 15%, додека од 17 март ваква одлука ќе важи и за трајното кравјо млеко со масленост од 2,8, 3,2 и 3,5%, урда, кравјо и мешано бело сирење, кравји кашкавал со исклучок на кашкавал без додатоци и пармезан, кисело млеко, павлака и јогурт без додатоци, а намалувањето ќе е за 10%. Ковачевски рече дека замрзнатите цени ќе важат до 31 мај годинава и потенцира дека владата ќе продолжи да носи одлуки кои го штитат интересот и стандардот на граѓаните. Хрватскиот национален превозник Croatia Airlines ќе воведе нова сезонска авиолинија на релација Скопје-Сплит од 12 мај годинава, најави ТАФ Македонија. Авиокомпанијата ќе лета до 14 октомври, два пати неделно, секој вторник и петок. Авионските карти се веќе пуштени во продажба и може да се резервираат на веб страната на авиокомпанијата, која ќе понуди 15% попуст од 15 до 21 март и за билетите во една насока и за повратните билети. Времето денес претежно облачно со повремени врнежи од дожд. Максималната температура во Охрид до 14 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.